Во Македонија најголеми расфрлувачи на храна се домаќинствата, а најмногу се фрла леб. Според истражувањата на Банката за храна, 70 до 80 илјади луѓе имаат 2 до 3 оброка неделно. Овие податоци се добиени врз основа на вкрстени истражувања во последните 3-4 години од страна на 13 организации кои работат во 11 градови во државата. Председателот на Банката за храна Душко Христов вели дека во Скопје на дневна основа има потреба од минимум 13.000 и повеќе оброци. Христов вели дека покрај домаќинствата и рестораните фрлаат храна, но одреден дел бизнис заедницата го покрива тој вишок. Ние сме на, можам да речем, од една од трите земји кои што сме во регионот, а не сме членки на Европската унија, на негде на средина, да речеме на второ место, прва е во Србија, ние сме втори, Албанија трета. Ние паралелно работиме и со институциите, меѓутоа повеќе ќе треба да работиме со бизнис заедницата, бидејќи таа е таа која што треба на некој начин било која законска одредба од овој тип може да се изгласи со акламација во нашиот парламент, но на крајот сепак тие бизнисот кој што треба да на некој начин да му помогнеме, да му доволиме, но секако да го мотивираме што повеќе да донира храна, бидејќи во Македонија нашите истражувања наназад 7 години кажаа дека 70 до 80 илјади луѓе веќе имаат 2 до 3 оброка неделно. Други податоци кои што изнесуваат и други инициативи се само индикатор плюс дека Македонија е во онаа зона каде што велиме дека сме по секој ниво на сиромаштина. Светлана Црвенковска, представник од Македонското здружение на млади правници ангажирани за истражување и анализа на македонското законодавство за донирање дистрибуција на вишоци храна, нагласи дека Македонија има солидно основно законодавство, но не директно се уредува што значи вишок на храна, кои се непрофитните оператори со храна кои би ја дистрибуирале до сиромашното население. Нашиот заклучок како истражувачки тим од Македонското здружение на млади правници беше дека може да се измени и дополни постоечкото законодавство, кое што е прилично обемно и секој вид на храна посебно се уредува како се складира, како се означува, како се транспортира и сметавме дека би требало само да се измени и дополни во одреден дел. Секако тоа е опција е донесување на нов закон, но нашиот заклучок беше тој, дека може и со измени и дополнување. Пред се во законот за безбедност за храна, кој ќе повлече носење на нови 2 подзаконски акти кои што ние ги предложивме, но секако ќе треба да претрпеат соодветни мали измени и дополнувања законот за донации, спонзорство на јавни дејности, секако и делот за законите кои што се однесуваат на даночни политики заради ослободување и стимулирање на бизнисите од операторите со храна. Според Ангела Фриго, генерален секретар на Европската федерација за банки за храна, во Македонија има голем потенцијал, особено кога станува збор за развивање на некои следни активности, а суштината е да се поддржат луѓето кои имаат потреба и да се избегне фрлањето на вишок од храна. На европско ниво годишно се фрлаат 88.000 тони храна, и тоа од самото производство до крајниот корисник. Половина од овој износ се фрла од самите домаќинства.